Добар ден, драги гледачи! Нов ден, нова тема, црвена линија. А мојата колешка Тина ќе каже за што ќе збориме денеска. Денес секако дека ќе проговориме за нешто што е актуелно деновиве, па како што вели народот, хонорари од државата земаат ојле и дојле. Според вас, како да ставиме крај на оваа појава? Така, а сега, како што ве подсетуваме секоја емисија, ние поставуваме анкета на нашите социјални мрежи, односно на Инстаграм, црвена линија, па и Телма телевизија, која гласи: дали може во исто време да се биде член на 10 управни одбори? Да и не. Имате, така, имате време до пред почетокот на рекламите да гласате и секако после рекламите ние ќе прочитаме крајните резултати. А секако во продолжение и ќе ве подсетиме вечерва да не го пропуштите најновото издание на Вин-Вин со Оливера Трајковска во 19 часот и 15 минути. А сега одиме со прилогот кој што го подготви нашиот колега Миомир Серафимовиќ и да ви погледнеме всушност за какви хонорари брои јавноста деновиве. И сестрата на Бесмира Ејупи, несудената конзулка во Њујорк, заработувала хонорарно во Државното правобранителство, покажуваат податоците на Отворени финанси. Фатиме Ејупи за 2 години во 14 наврати добила по околу 20.000 денари по трансакција или вкупно заработила околу 4.200 евра од Државното правобранителство. Сестрата Бесмира, па која на затворена владина седница први беше назначена за конзул во Њујорк, па потоа од повикана од истото правобранителство заработила околу 4.000 евра. Двете сестри не работеле само во една државна институција, туку во повеќе. Па така Бесмира била ангажирана хонорарно и во општините Чаир, Сарај, Брвеница и Петровец, додека Фатиме Ејупи лани во декември добила 1000 евра хонорар од Државната изборна комисија и уште околу 4000 денари од УЈП во повеќе ситни трансакции. Во Државното правобранителство, освен двете сестри Ејупи, хонорари земала и ќерката на Адријана Сливовска, генералната секретарка на Државното правобранителство. Помладата Сливовска во 12 трансакции подигнала над 4400 евра од институцијата која треба да ги штити државните интереси и парите на граѓаните, а во која незината мајка е вработена како генерален секретар. Кога се јавивме во правобранителството, на неколку телефонски повици никој не одговори. Но потоа ни се јави еден вработен маж кој рече дека сите жени се на 8 мартовска прослава, но ни посочи телефонски локал за да ја побараме генералната секретарка Адријана Сливовска. Таа ни се јави, потврди дека и нејзината ќерка и сестрата на конзулката Бесмира Ејупи биле ангажирани хонорарно, но ни рече да бараме информации официјално преку имејл. Генералната секретарка Сливовска ни рече дека Фатмира Ејупи била ангажирана како помлад соработник за човечки ресурси, додека нејзината ќерка Катерина била за одржување контакти со правобранителства на други држави. Биле ангажирани хонорарно, законски поради потребите на институцијата која немала финансиска согласност за вработување, ни кажа генералниот секретар на правобранителството. А на 02307667 веќе на оваа тема имаме и гледач. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден. Секој е добро, црвена линија, повелете. Поздрав за вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Оваа тема е добро што ја поставивте и треба на некој начин сега тука институциите кои што давале хонорари на претходната госпоѓа што е назначена за генерален конзул во Канада, тука треба заедницата на општините, тоа ЗЕЛС, да изврши контрола на сите тие општини каде што и давале хонорари, тука 4-5 општини, да на некој начин сега веќе тие господа од општините барат помош од владата. И сега, ако имале хонорари да дават, по која основа сега барат помош да му помогне државата, отимале големи трошкови на издателци од струја, од други енергенци и така натаму, така да јас се надевам дека овде ќе проработи и гласот доперен до јавното обвинителство, за да може да отвори предмет, за да можат овие сите кои земаат хонорари на некој начин да одговарат
пред јавното обвинителство затоа што ова е кривично дело. Искрено да ви кажам, кривично дело е и затоа треба да се поткитно преземат овие мерки и на некој начин да се стопира овие хонорари, затоа што овие хонорари не се од вчера. Овие хонорари траат 30 години. Ви благодарам многу. Благодарам Ви на вас. благодарам многу што го споделивте вашето мислење со Црвена линија. А сега ќе одиме и секако со коментари кои што треба да ги споделувате секако на Facebook Црвена линија. Така, прво ја подсетам како вие може да се приклучите во нашата денешна емисија Црвена линија преку нашите социјални мрежи, Црвена линија на Facebook, Црвена линија на Instagram и Црвена линија на Twitter. Во коментари на тема на денот, исто така и во меседж, односно порака, може да ни го пратите вашето размислување за главната тема, секако и за подтема, тема плюс, зависи кога како имаме. Но највеќе ви очекуваме на телефонскиот број 02 307 6677. Не се срамете да звонете, ме интересира што има да ни кажете за нашата денешна главна тема. А сега, како што имаме коментар на нашата социјална мрежа Facebook, Црвена линија, идеме да прочитаме од Ивана. Ке им ги одземете бенефициите што ги поседуваат, како на пример службениот телефонски број, службената кола, службените патувања, службените ручеци и така натака. Тоа е коментарот од Ивана за нашата денешна главна тема. А од коментарот на Ивана се префрламе на следниот коментар и став кој што ќе ни дојде токму од следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Темата ви е прекрасна за нашава држава. Да? Така да, ова е невидена катастрофа. Не знам како да кажам. Значи, во ваква криза, пандемиска и ајде, како економска, не знам више кој да ги наредам, кризи еден куп. Значи, како може да се дозволат вака да дават на некого пас? И после тие институции бараат пари од државата. И па се што да правиме? Ја ќе ти дам тебе, после ќе побарам од колегата тој да рече мај ти сега дај ми мене помогни ми пошто нема. Тоа е невидена срамота, ја не знам каде антикорупцијска. Што прави антикорупцијска кога вакви работи се протураат и тоа во ваква криза? Морам да потенцирам зашто ние сме социјална више држава. Значи ние сме повеќе народ е социјален. Има еден куп луѓе што не работат. Значи немаат ништо, чекаат ако имат некој од фамилија да му помогне, а ти некој на овака да му даваш изволте као на послужавник. Де ме кајде сега тие. Значи тој непотизам ја не можам да го сватам кај нас останат од Југославија, тој непотизам и никако да се искорени во нашата држава. Значи додека има непотизам вакви работи ќе седат, меѓутоа жално. Жално за некој да нема да преживее, значи невработените немаат динар, чека некој да му даде од фамилија да јаде, да оваква, а овдека некој да се луксузира со вакви работи. Ја институции мислам дека имаме еден куп за вакви работи, а не само се Благодарам што го споделивте вашиот став со Црвена линија. Идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, секој добро, повелете. Во емисија сум. Да, вие сте во приклучени. Црвена линија. Во живо сте, да. Па јас го оставив мојот телефонски број да ми се јавите, ама не се јавивте никој. Па да преговориме за темава сакате малку, така? Така Да. да, повелете. А она што го остави бројот, па треба да ми се јавите за темава. Да, ве слушаме. Ќе се дават грантови, така? Ќе се дават некои грантови хонорари по 1000 денар. Така? Не, темата е хонорари од државата земаат ојле и дојле, така вели народот. Како да ставиме крај на оваа појава? Според вас. Ставите крај, па крај ќе ставите вака. Кога на ојле и дојле и на оние горе и долу, ќе им кажете: "Ало, денеска треба да отидете да работите таму, а не да седите." А тие ојле и дојле, од и горе и доле, се запракаваат и на страна на лево и на десно, и затоа треба да си засукат ракавите да работат. Не сакавте мобилно биро, не сакавте многу други новитети, така остануваме овој лавиринт. Знаеш, има една поговорка вели вака: "Седе е од злато и да јадат злато, пушти ги надлог, ќе крадат пак." Значи, само единствен спас, овие мобилни телефони не се за ние да се допишуваме и да се запракаваме, него овие телефони се за работа,
за да се прашаме како сме добри. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Дали имаме коментар плюс? Имаме нов коментар на нашата Facebook страна во коментари од Слободанка, кој гласи: "Што уште нема да слушнеме? Добро што ја поставивте темата, а лошо што ни се случува во наша сиромашна Македонија. Поздрав и убав ден, ако може да биде убав." А секако продолжуваме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Црвена линија, секој е добро. Повелете. Јас сакам да коментирам малку, да прашам врз основа на што зимат пари. Дали нема доволно вработени или тоа не им е работни задачи, не ми е јасно. Помнат референт за човечки ресурси. Па колку има вработени во правобранителството? Зар нема едно лице што води човечки ресурси, па морат и други помлади и не знам и какви други референти? Не ми е јасно додека ќе иде ово. Јас работев во државна фирма. Се што дојдеше, ние работевме. Немаше нови, немаше по договор на дело. Ќе ти кажат ти тоа ќе го работиш и точно. Добро, ве слушаме. Толку. Тоа би било се. Според вас како да ставиме крај на оваа појава? Крај. Треба совесност и свесност. Тоа нема крај. Ќе иде така до бескрај. Добро, благодарам што се вклучивте. Одиме веднаш со следен гледач. Добар ден. Црвена линија, Да. добар ден. Дали се слушаме? Да. Одлично. Добар ден. Добар ден и секој е добро. Повелете. Во врска со темата хонорари од државата, земаат оле и доле. Тоа не е сега некој новитет. Тоа веќе е од многу одамна. Добро, ве слушаме. Како да се спречи Затоа оваа на појава ова според нема да вас? се стави никогаш крај, кога на овие вакви, жалост на овие емисии што се формираат, Добро и? треба да се пријавуваат повеќе, мислам, младите, а не сите ние старци, пензионери, додени да ги речиме. Додека не се крени гласот на интелигенцијата, која што жалосно ни заминува од државата, нема ништо да биде од државата. Државата не ја сочинуваат само пензионерите или било кој ние што ќе се јавуваме во емисија. Државата, мислам, ја сочинуваат младите како вас што ги формирате овие емисии. И најмногу што треба да ве засегне вас како презентери на телевизија, да речам, што треба да го крените гласот. Па ние на ваков начин со поставување на темата го криваме гласот, а младите многу повеќе љуба да одговараат во коментари на Facebook. Ама сето Истече времето, така да младата популација Тео ми е жив доказ за тоа, многу повеќе коментираат на Facebook, Instagram и Twitter. Да. Така да паралелно даваме можност за оние кои што сакаат на овој начин, на 02307 6677 да се јават и секако да коментирате на Twitter, Instagram, Црвена линија и Facebook. А во продолжение е една вест која што деновиве повторно ја разбранува јавноста, а тоа е потагот на господинот Ванец Танов, председател на Советот за унапредување и надзор на ревизија, кој што одлучи своите консултации, способности и целосна помош да ги добие во својата институција од страна на својата сопруга, која што според него нормално не е на платен список и сето тоа го прави од љубов, добра волја за 0 денари. Еве разговаравме и телефонски, па еве што ни одговори токму тој за ваквата одлука. Нашиот народ е во право кога вели дека ојле и дојле троши хонорари, затоа што граѓаните се соочуваат со институционална криза, односно со слаба ефикасност на одредени државни институции и со право се љути кога излегуваат во јавноста
хонорари, плаќања на одредени експерти, квази експерти и така натаму, а клучниот проблем е што не постои контрола на испорачаното како резултати од оние кои што биле ангажирани од страна на државата или им биле исплатени хонорари за определена работа. Секако се согласувам и со тезата од ваша страна и со ставот дека треба да се стави ред во делот со исплата на хонорарите, но како засегнат на некој начин, бидејќи бев прозван од јавноста затоа што сум ја ангажирал мојата сопруга пред Бога за 0 денари да помага, кој што е исклучок, ми дава за право да кажам дека е крајно време да се почне да се размисли и да се стави ред реално на она кое што мерливо се вели мерење на ефикасноста и ефективноста во сработеното. Како ја оправдувате вашата одлука пред јавноста да изборот за консултации биде токму вашата сопруга и дали е доволно тоа како оправдување дека зема 0 денари, односно нема никаков надоместок? Прво, дали е доволно оправдување тоа што зема 0 денари, јас не приметив дека сум нападнат од некого за да се правдам, бидејќи ако е целта на некого од јавноста да нападне за тоа што помогнал бесплатно некаде, однак имаме абсурдна ситуација во општеството и општествена криза од морален аспект. Бидејќи ретко се наоѓа морална личност која што помага на државата за 0 денари, а го троши своето време, труд, кој што може да ги наплати на друго место за многу пари. Во државните институции дали е честа појава да се случи да има волонтери кои што не земат никаков надоместок, инаку хонорарци има многу? Немам мандат ниту можност да коментирам за состојбата во други државни институции. Со гордост можам да кажам што имам сопруга која што имала сенс и чувство да примети дека јас како професионалец страдам заради одредени бирократски пречки во одредени министерства и во абсурдна ситуација на одобрени буџетски средства за вработувања, да не добивам согласности за вработување и за кадри, е нормално да се обидам да побарам помош од некого кој што би ми помогнал во остварување на моите работни менаџерски задачи, пред се, за да ги испорачам резултатите пред граѓаните и пред Европската Унија. Дали сметате дека државниот буџет може би е преоптоварен со хонорарци кои што може би немаме не работат, односно не ја завршуваат работата? Главниот државен ревизор Максим, значи ова е прашање за до него, за оние кои што примаат државни средства. Адресата ви е сгрешена во однос на мене, бидејќи прашањето и темата која што беше отворена со мене и со мојата сопруга пред Бога, е ангажирана да работи бесплатно во интерес на граѓаните и државата. И го троши своето време во интерес на граѓаните и државата. Навистина, ова наместо да биде поздравено, самото ставање под знак прашалник е малце, како да кажам, чудно во намарак. Така, тоа беше разговорот помеѓу Ване и Тина, а исто така Тина додека зборевме за ова на социјални мрежи, исто тоа го има, ако може баш режија да покаже вие да видите. Дунавка работи се што треба, има големи заслуги за државата. Ване Цветанов вели дека е нормално жена му да му помогне кога нема кадар. Како што гледате и на социјалните мрежи е доста активна оваа тема и актуелна. Нашиот кадар на црвена линија сте секако вие на 0230766777. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овој човек ми даде инспирација невидена дека оправдано е ова што ви е темата поставена. Па како не му текна да ја земи жената моја за советник и да ќе работи без пари? А бре, знај што е ова? Да ти кажува во очи дека те лажи некој. Ова го нема никаде. Еве вака, ајде ќе правиме муавет. Зошто мене не земе хонорарец? Ако гледате се тоа на политичари, седи, синови, внуци, она, каде што хонорарот, знаете што убав е? Ми си има нудено, бидејќи сум посаднет, например за 1000 денари, ќе ми дајш мене 500, ќе да земам тебе 500 за тебе. Ја прифаќаш работата или не? Значи, ние никогаш нема да му дојдеме на крај за ова што велиме за мито, за тие работи, за што сме на 135-то место по рабилок во оваа држава.
Овој јавно човек кажа, работела без пари, замислете. Ќе повторам што не занимавате и стручњак, нека го советува како треба да работи, па неговата нека ја пушти ваму, нека ме советува мене пример. Ова е класична арамиска работа и така ќе си остане. Преку овие работи, преку хонорарни работи, вие не сте ни свесни што се прави, што се работи. Се пазари 100.000, 50.000 е тој. Така, времето истече за Благодарам жал. што се вклучивте во црвена линија. Веднаш одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ премникот, односно сега го телевизорот, за јасно и убаво се слушнеме. И пак ќе си кажам, добар ден, дали се слушаме? Сепак дека го приклучиме нашиот следен јавувач, односно гледач, малце да посветиме внимание и на социјалните мрежи, односно на Facebook. Во порака имаме коментар од Пецо, односно порака. Здраво! Измислените хонорари и членувањето во управни одбори ги донесоа двете македонски ротирачки партии. Единствен спас е трета опција. Поздрав! Тоа беше коментарот и мислењето на Пецо. Благодарам многу Пецо за активноста на социјалните мрежи. Идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Да. Па вака, темата нели за хонорари. Па кечем сега од почеток прво треба, пошто и ово е добро поздравам што речеме јавно тие скандали со ги знаеме, значи ги кажуваат, да знаеме барем што се случува. Па на прво антикорупцијска комисија, еве ќе речем за најновиот случај треба да се даде оставка, пошто јас ќе речем мене ми е најшокантно прво за народен правобранител. Значи не збориме за некој нели да на некоја презентерка знаеме пари значи од таа институција. Значи прво тоа е народен правобранител, збориме не е некоја мала институција, прво би рекла од тука треба, па збориме после непотизам, да речеме општина Сарај така беше прозвана, дала истото име на госпогица презентерка. Се збориме тоа се многу пари, што да така. И сега би рекла едно контроверзна идеја може, ама ќе речем ке нас само тоа, значи една година да не се плаќа данок. Сега ќе некој како нели од каде. Па и да пресметете, јас земав до таму што се вика, тогаш ќе се земаат пари само колку што им треба. На пример, плаќаме нели вода, струја. Значи сите пари што плаќаме данок нивот, нели еве сега знаеме. Се плаќаш данок, значи тие пари ќе се финансираат. За началници, советници, они ќе се видат колку може да издржи. Значи данок да не се плаќа, да видиме една година да. Ке нас таква проба, мислам да се проба контролира да видиме до како ќе се ги поделат парите. И стварно така, што ви кажувам, гледате патарина се плаќа, кажуваме колку е 12.000 така е што се кажи го возило се регистрира секоја година знаеме нели тоа се околу колку возила, тоа се многу пари. Така да говориме околу можеби милион возила имаме каде се тие 90 секунди е времето за секој излагање. Внимавајте на тајмерот и одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Златното правило, намалете го тонот на ТВ премникот, телевизорот. И во продолжение, сега го имаме уште еден разговор на оваа тема. Тео разговараше со професор доктор Борче Давидковски, редовен професор на правниот факултет при УКИМ, па и кои беа неговите одговори кога зборуваме за хонорарите од државата, кои што ги земаат олевци долевци и како да се спречи оваа појава. Тешко да ставиме крај, оваа појава уназад сигурно 5-16 години. На овој начин се удомуваат партиските лепачи на плакати, кои што не може да станат министри или не, зимат од 5-6 министерства, локална самоуправа, други државни органи, зимаат хонорари и им испаѓа очигледно добро, колку 2-3 министерски плати. Зошто наместо департизација, администрацијата стана уште повеќе попартизирана? Тоа е дел од македонскиот фолклор, да државата е најголем работодавец во Македонија во изминатите 30 години. Они за да се влезе во државен или во јавен сектор, секој мора да има партиска книжка. Затоа и младите, оние паметните млади ни бегаат надвор и останаа само лепачите на плакати и затоа и квалитетот на услугите што ги дава јавниот сектор е катастрофален. Едноставно, луѓе некомпетентни, нестручни влегуваат на администрација, ништо не работат, зимаат или плата, или еве као договор за дело на доместоци,
што е трагедија за нашата држава, вака не ќе може понатака да се издржи. Исплаќањето на овие хонорари по институциите вела дека е легално. Дали е тоа така? Воопшто не е легално, бидејќи законот за административни службеници и за вработени во јавен сектор оваа институција не ја познава. Например, еве во државното правобранителство велат ги ангажираат затоа што немале средства, бидејќи Министерството за финансии не им одобрило средства за примање на нови. Се поставува прашање со кои средства ги плаќаат овие хонорарците или во општините. Заглавени сите општини со долгови по 300-400, како што имавме пример, еве Тетово, по 300-400 партиски војници ангажирани се за договор за дело. Едноставно, нешто што е класично незаконито се толерира. Тука имаме по мене две кривични дела. Едно кривично дело е за оној што ги ангажира, бидејќи неоправдано ги ангажира, не обезбедил средства за да ги ангажира, а од друга страна и оние што се ангажирани да има неосновано збогатување, бидејќи тие не дават никаков извештај за својата работа и колку што барем до сега практиката покажа и воопшто не ни се појавуваат во тие институции кај што се ангажирани со договор за дело. А ние договоримаме само со вас, драги гледачи, да ни се јавувате на 0230766677. Денес дискутираме за тоа кој се зема хонорари од државата и дали таквата појава на ујлевци и дојлевци кои што земаат хонорари може и треба да се спречи. Го очекуваме вашето мислење и став во црвена линија, како за посетување за помладите, оние кои можеби подобро се снаоѓаат, те е подготвен да ве подсети каде треба да коментирате, шернувате и лајкувате. Така, сега идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден и секој добро, повелете. Темата е супер. Имината не ми се свидува. Ојлевци и дојлевци. Не се ојлевци и дојлевци. Тие се сите роднини на функционери, на пратеници, на сите што се во власта. Како мене некој не ме зел таков хонорар да ми направи. Послушав човекот што кажа. Замислете Тетово, еве самиот го кажа тоа, колку милиони влегла в борт, колку луѓе биле вработени, а се и дури во странство се докажува дека сега зема плата. Не се бре ојлевци. Тие се тесно поврзани. Еве ви општи пример. Замислете го таки Цвити на маму, председател. Черка му него беше замести советник на Зоран Заев. Очи мене не ме намести, очи чупето моје не го намести, и тој има иста школија. И ние, затоа била, криво се крстени, добра ви е тезната. Може би треба така, ама нагласувам, како не се случи некого да земат, се мора да биде некој близо код тие функционери. И то нема крај да има. За 10 се пишува, за 10.000 приведена, ни го дава 5 за тој. Па ве молам, како она и жената му што си ја зел. Немаше други жени, мораше таа да биде. Има и такви што се работат. Така, за жал, времето истече, но пред да го приклучиме нашиот следен гледач, малце пак да посветиме внимание кон социјалните мрежи. Имаме нов коментар од Зоран, заедно го прочитаме, кој гласи: не се работи само за хонорарите, туку дека не се работи само за хонорарите, туку дека поминало на седница. Криви се тие што го одобруваат сето ова и кој ги прави овие хонорари. Вклучуваме следен гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Се слушаме, намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро да не слушате. Намали е ТВ приемник. Повелете. Ало, јавуваме се од источниот дел на Македонија. Голем поздрав. Там. Хонорарец кај нас во источниот дел има во Сдруженијето на слепи кои работи 4-5 години, а запослени во Центар на социјални работи. Изима хонорар негде околу 14-15 хиляди. Без никакво решение, ниту договор, ниту ништо. Така, продолжете. Што да продолжиме? Ние одеме сегде, се жалеме преку суд, преку Сдружение на слепи.
преку се тоа сегде... Како да се спречи оваа појава? Еве тоа сакам да слушнеме со Тео. Нема што да се продолжи. Треба да има што да се продолжи. Затоа и сакаме да ве вклучуваме. Имате уште 37 секунди. Што, знаеш, ние одеме на суд секој пат, судо ги застапува, знаеш, тие луѓе оти се партиски врзани преку партија. И ништо не можеме да направиме. Некој да взима 4 години и кусур хонорарец по 14-15 хиляди, а Сдружението на слепи станува без вработен, дури има го изнесено компјутер и сите работи од таму. Так, дали тоа ќе биде све? Па тоа се, сакам да ги поздравам сите Сдруженија на слепи, само нека отварат очи ако немат очи, али да застанат пред овие, можам да речам, разбойници, уништивачи. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Јас и ти Тео сме Ојле и Дојле. Во моментот вклучуваме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро, повелете. Вака, сакам да речам кај вас, мислам кај у државата кај нас Македонија, најголем проблем е што никој нема одговорност за ништо. Значи, било кое министерство, било кое место, институција, нема никаква одговорност. Тука е најголемиот проблем. Јас живеам у Холандија со години. Само за најмал проблем има одговорност и сите луѓе од највисокото до најниското си понесуваат одговорност. Кај нас тоа е проблем. Тука лежи проблем. Ако иде така да се размислува, тогаш нема да има потреба од хонорарци и тие хонорарци, ако не бидат успешни во работата, многу брзо ќе бидат сменувани или нема ни да бидат донесени на таа позиција. Тука е најголемиот проблем. Така, во Холандија, значи, нема многу вакви договори на дело, ретко се случуваат. Значи, тоа се случува, ама само во екстремни случаи. Многу во екстремни случаи, кога тој што работи таму не може да постигне, тогаш тој бара и има процедура, не може тоа баш така. Доколку тоа не го исполни тој што изгласан дека ќе работи, тогаш може да се смени и преку ноќ и да добие отказ. А кај нас каде го гледате чарето? Како може кај нас да се смени оваа појава? Кај нас тоа што треба да биде хонорарец, треба да исполни услови и тие треба да има некој си начин тој да биде стварно дека може тоа да го работи. Така, благодарам што се вклучивте во црвена линија. Сепак за жал времето истече, а сега мислам дека е време за кратки реклами. Се вративме после кратките реклами, а сега е време да видиме анкетата, односно крајните резултати, која гласеше дали може во исто време да се биде член на 10 управни одбори. Да, не. 25% гласа за да, 75% гласа за не. Водство на не, а сега тука останува да ве поздравиме јас и Тео, да ве пропуштиме на програмата на Телма телевизија и утре секако во истиот термин 16 часот и 15 минути. Така е, чао, чао. Довидување.